Една деценија низ болничките ходници, безброј прегледи, а ниту еден одговор на прашањето од што боледува моето дете. Да биде болката уште поголема, Гордана Поповска веќе го изгубила своето прво чедо, Ивона, од, како што вели, слична болест. Кај синот Петер, првите симптоми се јавиле на 3 месеци, а маматичниот педијатар тогаш ја убедувал дека ништо не му е. Дури ни прегледите правени на клиниката за детски болести не дале одговор, а ниту пак докторите во Германија. Се додека Петер не наполнил 12 години, кога конечно го диагностицирал доктор од Хрватска. Случајно видовме на интернет за ваква болест слична со симптомиве. Дека е слично нешто како на Петер. И се организиравме и го побаравме докторот и се јави и ни рече да ми испратите ликвор од Петер и ни пративме, отидовме на детска клиника. Го испративме за 2 недели, дојде резултатот и му ја откријала болеста, се вика тирозин хидроксилазодефицит. Тоа е еден ензим кој што му недостига за да се формира допамин, серотонин во мозокот. За да се обезбеди овој ензим во телото и за да може да живее и преживее, денес 22 годишниот Петер мора на секои 4 часа да пие лекарства кои тука ги нема во потребната доза, па семејството мора да ги набавува приватно и од странство. Професорот Барбов лани го запиша и го прашував јас за леков, леводопа, карбидопа, викам да прашате дали ќе ми го одобрат, за да можам да го земам преку фондов и тој таму се јави и праша во кај што е за реткиве болести, тие му дале одговор дека не е тоа биолошка терапија и не можеме да го даваме. Како последица на болеста, Петер има сколиоза, за која е потребна операција. Сколиозата се оперира и во Македонија, но кога Гордана кажала дека нејзиниот син има ретка болест, докторот со кој разговарала и рекол, ако не може, не мора ниту да се оперира. Имате еден посебен метод на операција, кој не е како обичнава класична операција, него тој е полесен метод, а тој овде не го прават таков метод. Тоа е само во Америка, гледам и во Турција, кај докторов кај што сакаме ние дојме, тој е во Аџибаден, се викат Ахмет Аланај, тој ја прави такви операции. Многу сум благодарна на сите луѓе, мислам, многу хумани се нашиве македонциве, како што гледам и на други деца даваат и за нас исто многу донираат. Броевите и сметките за донација се уште активни, а како што вели Гордана, веќе се при крај да ја соберат потребната сума од 50.000 евра за да се изврши операцијата во Турција. Во светот има само 100 деца кои боледуваат од оваа болест.